Фудбалерите на победа во саботата во рамките на 9-тото последно коло од првиот круг на првенството претрпеа минимален пораз на гостувањето кај Македонија Ѓорче Петров во скопската населба Ѓорче Петров, а резултатот 1-0 полувреме 1-0. Ова е прв пораз во меч за бодови на црвено-белите во Ѓорче Петров, но според играта и прикажаното сигурно незаслужен. Мечот во најмала рака требаше да заврши со подобла на бодовите, а пресуди поклон слободен удар за домашниот тим, од кој Божиновски постигна мајсторски погодок, погодувајќи во самиот агол од голот на немојкињето Тофиловски. Во најголем дел од мечот победа беше рамноправен противник, а во вторите 45 минути и доминантна на теренот. Но за жал и на овој меч, победашите не најдоа решение за организираната одбрана на домашните, кои се бранеа со 9-10 играчи, при тоа не бирајќи начини и средства да ја сочуваат предноста, задржувајќи време во секоја можна ситуација, а толерирани од судијата Ецковски. Победа имаше неколку изгледни шанси, најзрелата преку Мустафов во вториот дел, една статива по обидот на Спирковски, во продолжение и оправдано поништен гол од офсайд на Вабуеза, како и блокиран обид на Танушев во првиот дел при 0-0. Се насе уште еден меч на црвено-белите во кој не беа надиграни, но се поразени со минимални 0-1. Билансот во првите 9 кола е 11 освоени бодови, 3 победи, 2 нерешени и 4 порази, што е најдобар учинок по првиот круг во овие 3 прволигашки сезони. Со констатација дека според прикажаните игри, бодовното салдо требаше да биде далеку подобро и поповолно. По ова 9-то коло следи пауза во шампионатот поради УЕФА термините за мечевите во УЕФА Лигата на нации, а првенството продолжува на 21 октомври со 10-тото коло во кое победа е очекува гостување кај Беласица во Струмица. Во втората Лига Исток се чини очекувано новиот второлигаш Партизан Обршани е поразен во Кавадарци од квалитетниот домашен тим на Тиквеш со 3-1 во меч во кој Кавадарчани ги потврди амбициите во борбата за стекнување на правлигашкиот статус. Во третата Лига Центар, трите пелагониски дерби средби завршија без победник, Тополчани Братство Лажани 0-0, Напредок Крушејани Младост Кривогаштани 2-2 и Питугули Крушево Големо Коњари 1-1. Ново Црнилише забележа висока победа од 6-1 на Тополка. Во младинските фудбалски конкуренции во Суперлигата победа на младинците на победа над Нјустар со резултат 3-1, реми на Пионерите 0-0 на гостувањето во Скопје и порази дома на кадетите 0-2 и нагости на помладите Пионери од 2-5. Во Пелагониско-езерската лига две убедливи победи на Петлињата на победа од 5-1, на помладите Петлиња од 5-0 на гостувањето кај Стругар Тримљум, додека во истите конкуренции победа на Прилеп од 2-0 и пораз од 0-4 во домашниот двомеч со Јанг Тим. Во ракометните суперлигашки конкуренции неуспешен викенд на нашите прилепски суперлигаши. Ракометарите на Прилеп претрпеа неочекувано висок домашен пораз од Радовиш 25-33, трет сезонава, по кој се на предпоследното 9-то место на табелата. Поразени се ракометарките на Деспина на гостувањето кај Евгелија со 24-22, во меч во кој една од причините за поразот се и трите неискористени седмерци. По повод националниот празник на Република Македонија 11 октомври во Прилеп на 7-10 во спортското стрелиште во Домот на културата Марко Цепенков, а во организација на стрелечкиот клуб Херој Прилеп се одржа турнир во спортско стрелаштво, дисциплина воздушна пушка 10 метри. На турнирот учествуваа клубови од Охрид, Кавадарци, Велес, Битола и од градот домаќин Прилеп. Кај Пионерите второто место го освои Ирина Јовановска од стрелечкиот клуб Стрелец 09 со испукани 172 круга. Кај Пионерите Мартин Ангелески од Херој Прилеп исто така го освои второто место со испукани 169 круга. Во празнична спортска атмосфера во организација на одбојкарскиот клуб Феникс од градов под покровителство на општина Прилеп се одржа одбојкарски турнир во кадетска конкуренција. На турнирот учествува зедоа екипи од 5 градови од земјава. За отворен го прогласи првиот човек на општина Прилеп. Убаво е кога има вакви ентузијасти во нашиот град, каде што се промовираат млади кадри, млади спортисти, каде што се едуцираат во понатамошниот тек, а исто така се јакне и спортскиот дух на овие млади деца. И ако го земеме во предвид и придобивките што ги имаме здравствен аспект, сето тоа го заокружува убавината на спортот и она што треба да го прават младите луѓе како што сте вие. Пред се целта е да се одржи еден спортски дух како важен фактор во развајањето на еден правилен и здрав живот, секако да се социализираат, да се дружат екипите и тоа е генерално целта на овој турнир. Според организаторот од одбојкарскиот клуб Феникс од градов, организацијата на овој турнир е вистинска промоција на одбојката како спорт, но и можност покрај дружењето младите да го покажат својот талент во овој спорт. По 10-ти пат во Прилеп се одржа меѓународниот турнир Прилеп град Херој, каде настапија надпреварувачи од 22 клубови од земјава и регионов со над 220 џудисти.
Борбите на татамите беа во 3 старосни категории: помлади пионери и пионери, пионери и кадети и кадетки. Една деценија каде што имаме развој на турнирот Прилеп градски херој, кој што 10 години слави оваа година како традиционален меѓународен турнир во џудо, кој што и оваа година со успех се надевам ќе се организира. Според организаторот, масовноста на овој турнир и бројот на пријавени надпреварувачи е заради фактот што турнирот Прилеп град херој од година во година прераснува во спортски настан, кој според квалитетот привлекува внимание во регионот. Апсолутно многу значи за афирмацијата посебно на спортот, а исто така значи за меѓусебна соработка не само на клубовите, туку и на федерациите, па и на самата држава, би рекол. Значи ние одиме на нивните турнири, ги посетуваме, градиме пријателство, градиме соработка и заеднички си пренесуваме искуства. Џудо клубот Сеишин е еден од трите најдобри клубови во земјава, со повеќе од 750 освоени медали од надпреварите на домашна и меѓународна сцена, а оваа година одбележува и 15 години од своето постоење.